носител. Во студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток на вестите гледаме кои настани го одбележаа денот. Во Скопје на средба со лидерите од регионот. Владата задоволна од реализацијата на реформската агенда. Не очекуваат кратење на парите. Опозицијата критикува. Данска од утре го презема претседателството со Европската унија. Дали скандинавските земји имаат интерес за проширувањето кон Западен Балкан? Од Прилеп до Скопје за нешто повеќе од 1 час. Пуштен во употреба експресниот пат Фариш-Дреново. Дојде време кога државата не е банкомат за моќници, туку мотор на развој. Летна сезона за пожари, здравствени предизвици и сообраќајки на автопатиштата. Полицијата ги отстрани блокадите во Србија, но протестите продолжуваат. На 1000 пожарникари се борат со пожарот кај Измир во Турција. Овие вести во живо за посетата на Марта Кос и за реализацијата на реформската агенда. Останете со нас, почнуваме. Еврокомесарката за проширување Марта Кос денеска и утре престојува во официјална посета на земјава во рамки на лидерската средба ЕУ Западен Балкан. Фокусот е ставен на планот за раст, преку кој Европската унија најавува конкретна поддршка за економско приближување на регионот до европскиот пазар. Даниел Василев известува од пред владата. Даниел, прва на агендата е средбата на Кос со македонскиот премиер Христијан Мицковски. Дали таа започна? Добар ден, Цаци, за очекување е дека оваа средба е веќе почната со оглед на тоа што таа е закажана за во 16 часот. Имаме телевизиска наша екипа таму, така што ќе ги добиеме материјалите од таму. Меѓутоа, на оваа средба, според владините представници, односно според министерот за европски прашања Орхан Муртезани, за очекување е централна тема да биде реформската агенда, односно планот за раст. Меѓутоа, Муртезани е уверен дека освен тоа, на оваа средба ќе се разговара и за евентуална деблокада на европскиот пат на Македонија. Во продолжение дел од неговата изјава. Секако дека централна тема на денешната билатерална средба ќе биде планот за раст, за кој што е и утрешниот самит. Меѓутоа, во секој состанок со високите представници од Брисел, секако дека разговараме и за изнаоѓање на можности, при тоа зачувување на нашите позиции, а и обезбедување на процесот до крај. Така да очекуваме дека и таа тема ќе се отвара денес на билатералната средба. Даниел, со оглед на тоа што исполнувањето на реформската агенда е во фокусот на овие состаноци кои се одржуваат денеска и утре во Скопје, како е владата задоволна од реализацијата на реформската агенда во земјава? Така е, Цаци, денеска е последниот ден кога се прави пресекот на исполнетите реформи. Министерот за европски прашања Орхан Муртезани вели дека на овој пресек во јуни се очекува на реализацијата да биде пониска од таа во декември, меѓутоа уверува дека европските средства кои што државата ги добива не се загрозени, туку тоа би можело да се случи дури идната година. Исто така рече дека министрите се тие кои што до детали знаат што е она што е завршено, а што е она што не е завршено, и рече дека сепак ќе треба да се почека до крајот на денот со оглед на тоа што постојат дел од работите кои што се дел од домашната работа на институциите кои што би можеле да бидат завршени денеска, но не се нужно поврзани со носење на нови закони. Да погледнеме дел и од оваа изјава на Муртезани. Во јуни 2026 ќе бидат под ризик, бидејќи тогаш ќе ги изгубиме средствата. До тогаш средствата ќе не бидат на располагање. Откако ќе помине формално извештајот и ќе имаме појасна слика, ние со премиерот на тематски седници редовно го следиме процесот на имплементација, ќе видиме кои се причините, ако е нешто каде што може владата да интервенира, да се забрза, секако дека тоа ќе го направиме. Прво да видиме што ќе се постигне, за тоа што нема да се постигне, кои се причините, и после секако доколку доаѓа до губење на средствата, секако дека ќе видиме што може да се направи. Во однос на критиките во извештајот на Европската комисија за капацитетите на Министерството за европски прашања, поранешно СЕП, односно Секретаријат за европски прашања, дека нема доволен капацитет да се носи со овој процес, Муртезани вели дека ова е прашање кое што се провлекува во последните неколку извештаи и дека тоа се должи главно на одливот на кадар. Тој најави дека во наредниот период ќе има нови вработувања во Министерството за европски прашања, но и дека ќе бидат унапредени сите оние, како што вели,
создали професионални кадри кои што во последните 10 години не биле унапредени. Говорејќи за бугарското вето, Муртезани вели дека владата се обидува да спречи билатерализација на ова прашање и да спречи унилатералниот став на Софија да стане став и на Европската унија. Ние сметаме дека за сите тие документи, кои што дел се од преговарачката рамка, дел не се, со тргање на диоптријата на билатерализација, може да се најде начин ние да се движиме напред. Меѓутоа, ако се инсистира на сите тие документи да се гледа исклучиво од билатерална диоптрија, тогаш мислам дека ќе останеме блокирани понатаму. Цаци, за крај само да кажам дека за владата е спорен вториот протокол, со оглед на тоа што Муртезани вели дека во него има најголем ризик за билатерализација и блокада на европскиот пат на Македонија. Сите детали и за средбата Мицкоски-Кос, но и за реформската агенда, односно за планот за раст, ги најавувам за во централното издание на Вестите. Даниел Василев, благодарам, очекуваме детали во 19. Опозицијскиот лидер Венко Филипче побара поддршка од власта за неутрална дефиниција во европските документи, без додавки како современ или вековен. Тој вели јазикот е веќе признаен преку официјални договори и не сме да биде предмет на дополнителни квалификации, поради како што тврди провокации од домашната власт. Но според него далеку поголем проблем е содржината на најновиот извештај на Европската унија, кој како што оцени е најслабиот досега. Филипче повика власта заедно да поддржат неутрален став за македонскиот јазик и идентитет. Вели дека средбите во Берлин ги искористил за да лобира против придавката современ, но смета дека во извештајот не треба да стои ниту придавката вековен. Постоењето на посебен македонски јазик и идентитет, како што вели, досега се утврдени со повеќе меѓународни договори. Јас го дадов својот максимум, таму се сретнав со сите можни европарламентарци кои што беа присутни, имаше и гости во Берлин, значи не беа тоа само од СДП, од Германија, се надевам дека ќе има резултат, но сите констатираат една работа, дека таквите додавки на македонскиот јазик доаѓаат како резултат на провокациите кои што доаѓаат од нашата влада. Тоа е сериозно влошување на нашата положба во Европската унија. И сега сакам да упатам уште една директна порака. Сакам да апелирам до ВМРО ДПМН заеднички да лобираме тоа да не се случи. Да нема таков амандман во Европскиот парламент. Да помине неутралната дефиниција македонски јазик без никакви додавки. Но Филипче смета дека ова не е најголемиот проблем кој произлегува од извештајот за напредокот на Македонија на известувачот Вајц. Вели дека повеќе загрижува што ова е историски најслаб извештај на Европската унија, кој потврдува дека заложбите за членство на ВМРО ДПМН се само декларативни. Според опозицијскиот лидер, и во извештајот стои дека Македонија е во геополитичка изолација и опасна економска зависност од други држави. Ова говорат сите факти во однос на реформите, за кои не се задолжени ниту Бугарија, ниту Грција, туку самата влада. Најпрво, реформската агенда, степенот на реализација, укажува дека исклучиво поради неспособноста на владата, повеќе од 43 милиони евра се практично неискористени, истовремено владата не го оправдува, ниту го става во функција авансот од 52 милиони евра од планот за раст на Европската унија. Во следните 10 дена извештајот за напредокот на Македонија на известувачот Вајц ке се најде пред европратениците на конечно усвојување на пленарна седница. Бугарските европратеници најавија дека повторно ќе ги поднесат чистите амандмани за модерен македонски јазик и идентитет, кои претходно беа одбиени при гласањето во рамки на Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. По 6 месеци унгарско раководство, од утре Данска ја презема председателската палка со Европската унија. Под мотото "Силна Европа во светот што се менува", данското председателство ќе се фокусира на безбедноста, економската конкурентност и енергетската транзиција на унијата. Во официјалната агенда проширувањето останува меѓу приоритетите, советување за напредок на Западен Балкан, Украина и Молдавија. Но експертите предупредуваат и покрај формалната поддршка, интересот на скандинавските држави за Балканот е далечен, што остава простор за скепса дали регионот на вистина ќе остане во фокусот на Брисел. Завршува унгарското председателство со ЕУ. Од утре Данска го презема кормилото во Европската унија. Оваа балтичка држава по 8 пат ќе председава со најважното тело, Советот на Европската унија.
Приоритетите за наредните 6 месеци веќе се објавени од данските државници: безбедна, конкурентна и зелена Европа, имајќи ги предвид случувањата со Украина, предизвиците во енергетиката, но и ослабената геополитичка позиција на Унијата во однос на САД за најзначајните светски проблеми – Блискиот Исток и Кина. ЕУ се соочува со нов меѓународен поредок, обележан со неизвестност, глобална стратешка и економска конкуренција и зголемени нивоа на конфликти. Затоа ЕУ мора да може да действува самостојно. Силата на ЕУ лежи во европското единство, цврстата економска основа, стабилните демократии и социјално избалансираните општества, меѓу другото, се вели во официјалното соопштение на данското претседателство, кое ќе се одвива под мотото Силна Европа во светот што се менува. Но што ова ќе значи за Македонија? Дали проширувањето е дел од важните политики на Данска и ЕУ? Во официјалните документи од претседателството, проширувањето е на врвот на агендата, како единствен начин за постигнување на стабилност на европско тло. Затоа данското претседателство амбициозно ќе работи на промовирање на проширувањето на Унијата врз основа на заслуги и подготовка на ЕУ за проширување преку внатрешни реформи. Според тоа, данското претседателство ќе ги унапреди преговорите за проширување со Украина, Молдавија и Западен Балкан. Проширувањето е тесно поврзано со напорите за почитување на основните вредности на ЕУ за демократија и владење на правото, се наведува во соопштението. Но ваквите формулации за домашните експерти не ветуваат многу. Сакаат земјите од Западниот Балкан да влезат во Унијата како полноправни членки, да влезат во шенгенскиот простор, да влеземе во единствениот пазар, но ова прашање веќе не е на врвот на темите кои што го предизвикуваат политичкото внимание кај граѓаните од регионите. Тоа е едната тема. Втората тема е поврзана со данското претседателство, односно земјите од Балтикот и од Скандинавија, за жал во моментов имаат еден јасен фокус кога станува збор за проширувањето, и тој фокус е насочен исклучиво кон Украина, за која што се вели дека е геополитичка перспективата на ниво за членување во Унијата. Значи, кога се зборува за Украина, се зборува за геополитика, додека пак кога се зборува за земјите од Западниот Балкан, се користи терминот проширување засновано на заслуги. И тука исто така се наоѓаме во една ситуација која што е неразбирлива за нас од Западниот Балкан. Според познавачите, токму унгарското претседателство можеби ќе биде последното претседателство каде фокусот на проширување на Унијата е ставен на Западен Балкан, а не на Украина. Како силни поддржувачи на проширувањето на регионот остануваат Австрија, Унгарија, Словачка, Словенија, Хрватска и евентуално Чешка по тамошните избори на есен. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Одлуката на Уставниот суд за укинување на методологијата за попис од 2021 различно се толкува од политичките партии. И покрај јасниот став на судот дека население може да бидат само оние кои живеат во земјата, од ДУИ излегува со толкување дека сега во население спаѓа и диаспората. Останува предлогот на премиерот за дигитален попис во 2026. Вреди обвинува за намалување фронтот на ДУИ, се фали дека со пописот го зголемиле бројот на албанци во земјава. Одлуката на Уставниот суд да ја укине методологијата која иселениците ги броеше како нерезидентно население денеска доби поддршка од коалицијата на ДУИ. Од таму сега сметаат дека сите иселеници се дел од населението на Македонија. Се заканија со кривични пријави за нерамномерна распределба на буџетските средства во општините. За исклучувањето на граѓаните кои не биле предвидени како нерезидентни, не биле предвидени во буџетот на општините, ќе бараме од обвинителството да покрене одговорност кон нив и во спротивно тие треба во што поскоро време да ги враќат средствата кои се земени, кои не се дадени на овие општини. За вреди бришењето на диаспората со пописот е тешко предавство. Повеќе од 20 години власт ДУИ со своите деструктивни политики не донесе развој, туку иселување. Не само што ги натера стотици илјади албанци да емигрираат, туку по пописот на населението во 2021 година ги избриша и оние што останаа. Пописот се претвори во средство за намалување на реалноста на албанците во државата, додека раководството на ДУИ, како и секогаш, одбра да молчи пред уште едно ново политичко злосторство.
Премиерот Мицкоски веќе понуди решение за надминување на ситуацијата. За поквалитетни бројки тој понуди електронски попис заедно со избори во една изборна единица на кој би се дало право на гласи на диаспората. Но за СДСМ електронскиот попис би можел да биде проблем. Прво, многу луѓе имаат лични карти кои што се водат на друга адреса, имаат повеќе имот станови, куќи и голем е тој процент. Над 25-6% се тие луѓе. Што значи дека првиот предизвик електронскиот попис е нема да има вистинска мапа на населението. Односно, нема луѓето да бидат регистрирани таму каде што вистински живеат, туку само по личната карта која што во многу случаи на друго место. И втората работа што е предизвик за електронскиот попис, ја нема националноста во ниту една електронска база. Уставниот суд минатата недела ја укина методологијата со која иселениците се попишуваа како нерезидентно население. Од друга страна, резултатите од пописот покажаа дека во одредени општини значително се намалил бројот на резиденти, што го спушти и бројот на советници во општините. Станува збор главно за општини каде што доминантно живеат етнички албанци, а најтипичен пример е Гостивар, каде на овие избори бројот на гласачи се намали за 26.000, што е речиси 30%. Па поради тоа, новиот општински совет ке брои дури 8 советници помалку. Александар Спасовски, Сител телевизија. Од Прилеп до Скопје за нешто повеќе од 1 час. Пуштен во употреба експресниот пат Фариш-Дренова. Дојде време кога државата не е банкомат за моќници, туку мотор на развој. Летна сезона за пожари, здравствени предизвици и сообраќајки на автопатиштата. Од Прилеп до Скопје за 1 час и 20 минути. По 9 години изградба, денеска конечно пуштен во употреба експресниот пат Фариш-Дрenovo. Делница долга 10,2 км и вредна 45 милиони евра. Премиерот Мицкоски испрати порака дека државата повеќе не е банкомат за моќници, туку мотор на развојот, а министерот Николовски го оцени проектот како втор најкомплексен по автопатот Охрид-Кичево. Конечно, после 9 години изградба, денеска свечено беше пуштен во употреба експресниот пат Фариш-Дрenovo во должина од 10,2 километри. Инвестицијата изнесува 45 милиони евра, средства обезбедени од Европската банка за обнова и развој. Овој пат започна да се гради во 2016-та. Неговото значење е огромно со оглед на тоа дека ова е единствениот пат кој, освен ако се оди преку Скопје, ја спојува источна со западна Македонија. Сега време траењето на патувањето од Прилеп до Скопје би требало да биде некаде околу 1 час и 20 минути. Дојде време кога државата не е банкомат за моќници, туку мотор на развојот. Дојде време кога проектите не се рекламираат на хартија, туку се градат на терен. Дојде време кога парите од граѓаните се враќаат назад кај граѓаните преку проекти, патишта, училишта, фабрики. Пред неколку месеци беше пуштена во употреба делницата Градско Дреново во должина од 15,5 километри, вредна 37,5 милиони евра, пари обезбедени од ДИПА фондовите и буџетот на државата. Со ова се изградија двата дела од предвидениот експресен пат Прилеп-Градско. Гледано како подвиг, после автопатот Охрид-Кичево, ова е дефинитивно најсложениот подвиг кој што беше за решавање. Тунелите позади нас и планината позади нив беа навистина голем предизвик. Буквално планина се помести за да се изгради овој експресен пат и да е безбеден, што е многу значајно. Патот е од огромно значење за поврзување на Тиквешијата со цела Пелагонија. Бидејќи со изградбата на овој пат ќе се зголеми развојот на овој регион, ќе се зголеми туризмот, земјоделието, а според мене мислам дека ќе се намали и иселувањето од овој регион. Беше најавено и тоа дека наскоро ќе се започне со постапка за изградба на трета лента на Плетвара во делот каде што ја нема, од каменоломот до селото Беловодица. За Сител Дарко Штарговски. По подолг период, индустриското производство покажува солидна позитивна динамика. Во мај е забележан раст од 9,4% во споредба со истиот месец лани. Според Државниот завод за статистика, скок има речиси во сите клучни сектори. Најмногу во рударството и преработувачката индустрија, а се произведувало и повеќе храна, пијалаци, облека, машини, па дури и електрична опрема.
9,4% раст на индустриското производство во мај годинава споредено со истиот месец лани. Пресмета државна статистика се произведувало повеќе храна, облека, машини. Според статистика, солиден скок од 18,8% бележи рударството. Кај преработувачката индустрија пак има зголемување од 9%. Овој раст главно се должи на поголемото производство на храна, на 10%, пијалаци речиси 20%, облека 18%, се произвеле и повеќе хемиски производи, фармацевски препарати, производи од гума. Најголем пораст е регистриран кај производството на електрична опрема за над 31%, машини и уреди за 18,4%, како и моторни возила и приколки за речиси 22%. Според главните индустријски групи, раст има и кај интермедијарните производи, односно суровините и полупроизводите 13,7%, капиталните и нетрајните производи за широка потрошувачка. Пат е забележан кај производството на струја, газ и пареа, каде што бројките се пониски за 11,8%. Ако ги гледаме првите 5 месеци од годината, од јануари до мај, индустријата вкупно пораснала за 3,3%, споредено со истиот период лани. Ова е прв пат по подолг период да има ваков скок на индустриското производство, а е важно зашто е мотор на економскиот раст. Кога фабриките и индустриските погони произведуваат повеќе, тоа води до поголем извоз, повисока вработеност и зголемен прилив на даноци во државната каса. Мартин Арсов, Сител телевизија. Во Гевгелиската болница почна темелна реконструкција на интерното оделение со која се најавува нов стандард во болничката нега и условите за пациентите. Со донација вредна 100.000 евра од локалната компанија Конти Хидропласт се адаптираат и модернизираат просториите. А по завршувањето на работите ова ќе биде едно од најсовремените интерни оделенија во државата, велат од таму. Болницата во Ѓевѓелија наскоро ќе добие интерно одделение уредено по најсовремени медицински и технички стандарди. Реконструкцијата е веќе започната, а проектот вреден 100.000 евра се реализира со средства обезбедени како донација од ѓевѓелиската компанија Конти Хидропласт. Со ова инвестиција ќе се изврши целосно обновување на просториите на овој дел од болницата. Реконструкцијата опфаќа градежни зафати, санација на внатрешната инфраструктура, адаптација на болничките соби и подобрување на сите услови за пациентите и персоналот. Благодарение на оваа донација, интерно оделение ќе добие комплетно нов изглед, сите просториите и за прегледи, просториите и за пациентите и сите 8 санитарни јазли колку што ги има или купател колку што ги има во тој оддел ќе бидат комплетно реновирани. Секоја соба ќе добие нови подови, нови зидови, нов санитарен јазол, а некои од собите дополнително со нови кревети, нов намештај, секоја соба ќе биде климатизирана, во секоја соба ќе има телевизор, нови медицински подови, комплетно ќе бидат реновирани и просториите за персоналот. Директорот на болницата Патрик Мат вели дека се работи за голем и многу значаен зафат, со кој нивната установа ќе добие едно од најмодерните интерни оделенија во државата. Овие донации имат едно посебно значење, тоа се хумани гестови на донаторите и од се срце благодарам за тоа што на таков начин ќе имаме многу подобри услови и за работа и за сместување и за нормално пружување на услови на граѓаните на општина Гевѓелија пошироко. Од Конти Хидропласт порачаа дека донацијата ја реализираат со особена одговорност кон заедницата, додавајќи дека тие како општествено одговорна компанија со гордост ги донираат овие средства, бидејќи веруваат дека донацијата е за доброто на сите граѓани кои се пациенти на општата болница во Ѓевѓелија. Според најавите, целосната реконструкција и адаптација на интерното одделение на болницата во Ѓевѓелија треба да заврши за околу 3 месеци. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Почна запишувањето во вториот уписен рок за идните средношколци. И овој пат дел од нив се соочуваат со можност да бидат тестирани доколку интересот биде повисок од бројот на слободни места. Најголеми шанси да дојде до тоа има за кандидатите за гимназијата Орце Николов, каде има само 5 слободни места.
Квалификацијски тестирања веројатно ќе има и повториот уписен рок. Само 5 слободни места за упис останале во Скопската гимназија Орце Николов. Во втор уписен рок треба да конкурираат околу 3500 основци. Во некои средни училишта бројот на слободни места е огромен. Такви примери се Зефлиш Марку, каде има 150 слободни места за албански наставен јазик, 109 во гимназијата Панчо Арсовски и 73 на македонски наставен јазик во Јосип Броз Тито. Во вториот уписен рок очекувам дека притисокот ќе биде врз гимназиите во Скопје, затоа што всушност учениците кои што се одбиени од Ѓорѓи Димитров или од другите гимназии, кои што се поелитни се примени во првиот уписен рок, очекувам Орце Николов имаат 5 слободни места, тука може да се појави одреден притисок, слободни места имаат во Корчагин. Јас би ги советувал учениците паметно да избираат, иако веќе има искуство во првиот уписен рок, паметно да избираат и аналогно на своите афинитети да одберат каде ќе го продолжат средното образование. Сите одлични ученици не завршиле основно со реални петки, покажаа резултатите од квалификацијските тестирања на првиот уписен рок. Таков е примерот со тестирањата во средното Ѓорѓе Димитров, кое беше едно од најатрактивните училишта за упис. Сите ученици влегуваат, кои што сакаат да се запишат нормално во Ѓорѓе Димитров, влегуваат на квалификацијско тестирање. Резултатите, за жал, што ги добивме оваа година од квалификацијското тестирање, покажуваат дека всушност петките не се петки. Во оваа ситуација ни ги гледаме подфрлањата по предметот математика и предметот македонски јазик. Тука всушност на тоа квалификацијско тестирање се гледа дека оценката не соодветува со стекнатото знаење на ученикот или пак можеби имаме проблем во програмата. Имавме квалификацијско тестирање во Панчо Караѓозов, во медицински сестри и во средното училиште во Гостивар, каде што за жал не влегоа учениците на квалификацијско тестирање, но тоа е аналогно на нивното невлегување, тоа значи дека учениците не се запишани, односно има слободни места за упис во второто пријавување. И оваа година интересот за средно стручно образование е огромен. Ранг листата на запишани ученици ќе биде објавена на 2 јули. На 4 ќе се организира тестирањето, а крајните списоци ќе бидат објавени по добивање на резултатите. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Зошто експресниот пат Фариш Дреново се градеше речиси една деценија? До каде изградбата на автопатот Кичево-Охрид? Ќе се најде ли финансиер за железничкиот коридор 10? Инфраструктурните проекти, но и политиката. Тема на денот со вице-премиерот Александар Николовски. Пеколните температури го преполнија ургентниот центар. Зголемен број пациенти со невролошки проблеми, вклучително и мозочни удари и колапси, алармираат од ГОП 8 септември. Лекарите предупредуваат, нема старосна граница за последиците од горештините. Невролошките одделенија се преполни со пациенти кои најмногу страдаат од пеколните горештини. Од обични колапси до мозочни удари се приемите во ургентниот центар во градската болница 8 септември, каде гужвите се и преку дени во ноќните часови. Лекарите велат дека ги третираат и тие кај кои дошло до варирање на крвниот притисок поради високите температури, но и посериозните состојби кои бараат итна хоспитализација. Имаме со мозочни удари, зачестена е бројка, зголемена е бројката на пациенти со мозочни удари и можеби ова е една прилика да пратиме еден апел до сите пациенти кои што имаат некакви болести од типот на покачен крвен притисок, покачени масноти, пациенти со диабетес мелитус и други коморбидни состојби, редовно да земат својата терапија, редовно да следат крвен притисок, гликемија и доколку има потреба, не на своја рака, секако во консултација со докторите кои што ги водат за тие болести, да се направи соодветна модификација. Нема ограничување во возраста кај оние кои може да имаат последици по здравието од временските промени. Со мозочен удар е хоспитализиран пациент помлад од 30 години, а колабирање може да има и 20 и 80 годишен. Возраста не е веќе критериум кој што одлучува за тоа дали пациентот ќе добие или нема да добие мозочен удар. Еднакво важат препораките за сите возрастни категории. Повеќе вода, помалку солено. Лесна облека и избегнување на горештините во периодот од 11 до 17 часот. Ова се стандардните препораки за кои секоја година алармираат лекарите, а кои треба да ги почитуваме сите. Сања Димитровска, Сител телевизија. Тоа беше последната информација во овие вести, повеќе во Централниот дневник во 19.